Милиарди евра под поволни услови, но по која цена? Договорот за унгарскиот кредит се промовираше како финансиска поддршка, но сега откако новата влада таму најави истрага за заемот, се отворија прашања што стои зад сето тоа. Домашните експерти сметаат дека ваквата истрага сама по себе не би требало да донесе последици за Македонија, но ако се прошири кон некои унгарски инвестиции во земјава, можно е да се соочиме со ризици. Се сомневаат и дека зад поволните услови под кои добиен овој кредит стоеле ветувања за отворање на врати за влез на унгарски фирми во клучни сектори, како енергетика, телекомуникации, а можеби и во ресорот јавен превоз. Мислам дека по-ризично за нас е доколку се некои од овие други работи се прочепкат и тука се разбира дека може да има финансиски импликации. Ако се утврди дека начинот на кој што 4IG влегол во Македонија е проблематичен, тоа може да има, се разбира. Или се гасната централа, не знам во која фаза е, докаде отиде на таа работа, ако тука се утврди дека има некои неправилности, и тоа може да има финансиски импликации за државата, се разбира. Од владата во одговор за Телма пак соопштија дека досега не добиле известување од унгарската влада за најавената истрага на унгарскиот кредит кој земјава го доби од таму. Тврдат дека сите законски процедури во земјава за заемот се запазени. Македонија е договорна страна која ги има исполнето своите законски и договорни обврски и нема основ за шпекулации дека државата би можела да биде вовлечена во каков било правен или политички спор. Со обвинувања излегува и од опозицијата. Тоа е почеток на процес што директно води кон Мицкоски и неговата организирана криминална група. Ова е истиот оној кредит кој Европа во своите извештаи го квалификуваше како сомнителен заем од кинески пари. Унгарскиот премиер Маѓар вчера најави дека под лупа ќе се најде заемот од 1 милиарда евра која државната Ексим банка и го одобрила на нашата држава во време на мандатот на Виктор Орбан со тврдење дека заемот бил со камата која била многу поповолна од онаа која добивале унгарските граѓани и компании, но и подстапката под која државата добива средства. Инаку дел од овие пари државата ги искористи за да врати стара евроврзница, а останатите 500 милиони евра завршија кај општините и стопанството.